Почитувани гледачи, здраво живо и добри ни дојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска заедно со моите прекрасни другарчиња ќе ве одведеме во светот на фантазиите, ќе ве одведеме во светот на најубавите детски представи. Денеска, дами и господа, ќе бидеме гости во театарот за деца и младинци. Дечки, здраво! Здраво! Како сте, што правите? Супер сме! Добри расположени? Да! Разбудени? Да! И доручкувани, така? Ајде да прашам, кој од вас бил и го посетил до сега театарот за деца и младинци? Нека крене брзо два прста да видам. О, па вие скоро сите сте биле. И како сте си поминале тука? Супер! Какви спомени имате од овој театар? Многу убави! Супер. Кои представи сте ги гледале до сега? Грдото пајче, Оливер Токово светот, Волшебната флейта, Могли. Значи, еден куп представи сте си изнагледале овдека, така да денеска, почитувани гледачи, ќе имаме специјална можност да дзирнеме токму онаму каде што малкумина од вас имале можност да дзирнат и да видат како се прават овие театарски представи, кои се тие луѓе што ги пишуваат, кои се тие работници кои неуморно работат за да го направат овој магичен свет што можеме да го видиме сите ние вака однапред. Така да останете заедно со нас, денеска ќе ги откриеме тајните на театарот за деца и младинци, а доколку сме подготвени, дечки, 3, 4, полетуваме, а вие, почитувани гледачи, останете со нас. Нашиот прв соговорник, воедно и наш денешен домаќин овдека во одружението, господин Предраг Павловски. Предраг, добре ни дојде во Супер Звезда. Здраво и добре дојдовте во театарот за деца и младинци. Како сте, што правите? Добро е, работно. Имам некоја проба сега, па излегов така да ве пречекам и да ви покажам некои работи што имаме ние овде, како се живее во театарот, како тече еден работен ден, што е интересно, што не е интересно и така. Така, како ви одат работите? Добро е, ние сме театар кој многу работи, кој многу има представи на годишно ниво, дури преку 200 представи играме, што е доста. Не играме представи и од Сабајле, значи организирани представи за училишта, за градинки и плюс имаме и вечерен репертуар. Така да доста се работи во овој театар. Пред да дојдеме, јас ги прашав дечињата кој од вас овде бил, сите крена рака. Точно ли е дека денеска во театарот доаѓаат родители кои на времето доаѓале, а денеска и самите имаат дечиња? Да, тоа е точно, например, имаме представи што се стари преку 20 години. Значи имаме представи од 93-та, 94-та и 95-та, например, кои уште се играат на репертуарот. Тоа се, например, Зрното грашок, Снежана и седумте џуџиња, Лакомата меца, 12 месеци, Убавицата и ѕверот, и да не ги набројувам. Така да тие деца што биле 94-та или 5-та на представа кај нас, сега се више некои од нив родители ги носат своите деца. Еве овде може да се види стојат плакатите од речиси сите наши представи. Не знам бројот точен, не можам да ви го кажам, но ги има доста и повеќето од нив се уште на репертуарот. Токму поради тоа што нашата публика постојано се менува. Значи постојано има деца и што е добро и постојано имаме нова публика, да кажам за условно некои стари представи. Така едни дечиња растат, па нови доаѓаат. Растат, па стануваат родители, па носат нови, да. Сега не знам дали ќе доживеам и некоја баба да донесе внука, таа баба да ме гледала на времето. Ако тоа го доживеам, го сметам за успех. Како е да се работи во театарот за деца и младинци? Па интересно и напорно и убаво. Некогаш пренапорно, па па што ми требаше ова сега да бидам искрен. Ама вака кога ќе видам и децава или сега пред мене кога стојат, стварно е убаво и благородно да се игра за нив. Колку години постои вашиот театар? Овој театар, значи театарот за деца и младинци е формиран 1990 година, а во овој простор каде што сме сега се наоѓаме од 1998, што е доста долг период. Таа може да го видите и клучот што тогашниот премиер Бранко Црвенковски го отвори символично театарот. Ние тоа го чуваме као некоја историја, као традиција. И значи тоа се веќе некои добри 18 години сме во овој простор. Се надеваме дека во некоја блиска иднина ќе го решиме, ќе се прошириме или со овој простор или ќе добиеме некој поголем и поубав простор што заслужуваме. Колку луѓе работат во позадина? Во позадина, значи тоа кога зборуваме, потоа ќе ги видите вие, има луѓе што ја местат сцената, значи прво пред да дојдете вие, некој ќе ја намести таа сцена. Тие се викаат декоратери. Потоа има луѓе што пуштаат светло, дур трае представата, за да не биде у темница, да не се испотепаме ни ја и вие да видите нешто. Потоа има музика што пуштаат, тоа се вика тон мајстори. Има еден чичко што се вика инспициент.
тој треба да ги координира, значи да прати целата работа, глумците дали се на сцена, дали кажуваат текст, светлото дали е на време пуштено, музиката дали е на време, дали е добро направена, сценографијата и тие работи. Нашите представи, бидејќи се има доста се и куклени, се доста интересни, некогаш да се гледаат и одзади, не да се гледаат што ги гледа публиката. Бидејќи работиме доста представи на музика, на брзи се, на брз ритам и нонстоп се менуваат кукли, јас ти додам тебе кукла, ти земаш од мене, брзи промени на сценографија, така да ја го нарекувам тоа организиран хаос. Некогаш интересно вака се види одзади што се случува, ќе мислиш дека не е тоа истото што се игра напред. Така да ја сега мала шега сум еднашка предложив да ја свртиме обратно, значи да играме на зид, а да гледаат гледачите што се случува позади. Слуша да видат точно како се создава целата таа магија. Супер, јас претпоставувам дека имаат нашите дечиња прашања. Имате ли подготвено прашање? Сакате? Ајде да видиме кој го има првото прашање, да видиме, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ева и моето прашање е со која представа го отворивте вашиот театар? Прекрасно прашање, Ева, ти благодарам. Со која представа е отворен театар? Овој простор кај што се наоѓаме сега отворен со представата Убавицата и ѕверот. Може да сте ја гледале, тоа е една голема хит представа во која игра уште истата постава од тогаш од 98, значи со таа представа свечено се отвори овој театар. Така да ви ја препорачувам, може да ја погледнете, уште е на репертоарот и една од, ајде да речем, од врвните представи на овој театар. Прекрасно. Понатаму одиме со прашања. Ајде, Злато, ти кој е твоето прашање повели? Здраво, јас сум Филип. Моето прашање е какви представи се играат во овој театар? Благодарам, Филип. Ајде, може ли да ни кажете пред какви представи се играат кај вас? Убави. Не, овој театар значи има 3 сцени се нарекува. Тоа имаме куклена сцена, имаме детска сцена и имаме една сцена што ја нарекуваме младинска, значи за нешто малку повозрасни деца. Така да застапени се повеќе врсти на театар и повеќе врсти на представи. Од најмали до средни до најголеми. Благодариме, фала ви многу. Ајде следно прашање, еве ќе одиме поред. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ања и моето прашање е колку представи вие давате годишно? Ова е убаво прашање, јас би сакал да знам годишно колку представи давате? Па доста даваме, значи негде 180, а во подобрите години, во подобрите берби и над 200. Ке повторам, ние играме значи и организирани представи за градинки, за училишта, значи и од Сабајле играме и плюс редовниот репертоар, така да доста, прилично доста. Така да представи, ова нема крај. Колку сакаш, да. Супер, ајде да видиме Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Летиција и моето прашање е кои представи се најпосетени? Летиција, ти благодарам. Имате ли вака некои представи кои се повеќе посетени од другите или за кои има поголем интерес? Повеќе се скоро сите се посетени, ајде сега да не биде малку, но зависи од периоди. Еве, сега во моментов можам да ги речам, значи Пипи Долгиот чорап е хит представа, Могли е хит представа, Убавицата и ձверот, Цветната улица, има навистина доста, ние имаме доста и живи представи што живи кога ќе речам имаме преку 25-6 на репертоар што не можат секој месец да играат. Така да ние никогаш не сме имале ни проблем со публика и повеќето се хит. Повеќето се навистина големи хитови. Благодарам. Ајде уште едно прашање, ќе направиме пауза. Може Злато, повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана и моето прашање е како изгледа ваш работен ден? Супер, господин Придора, како изгледа работен ден ваш овдека? Па ете, работен ден, ако имам представа изутрина, значи се припремам за таа представа. Доколку немам, веројатно имам некои проби што се тековни или за нова представа или некои обнови. И потоа попладне може малку одмори, навечер се представите од редовниот репертоар. Значи во деновите кога немате представи, вие си доаѓате и си вежбате, пробувате? Во деновите кога нема представи, да, обично има проби. Еве, денеска е таков ден, нема, али се работи нова представа, која исто мислам дека ќе биде хит. Пепелашка ја работиме, така да мислам дека ќе биде уште еден хит на овој театар. Од колку часот наутро ви почне на работното време? Па добро, нема некое работно време, значи ако се од 10 представите, да речеме или 11 организираните, сат време пред тоа треба тука да се облечам, нашминкам, средам, така да не е некое фиксно работно време, поготово ние артистите, ај може да речеме дека е двократно работно, значи Сабајле ако има представа, попладне и така. А
понекогаш патувате и надвор? Да, овој театар има доста гостувања и што е интересно, овој театар е најнаградуван македонски театар вон земјата. Значи не во Македонија. Овде има некои култни представи како што е македонска приказна, таа е според некои театарски статистики најнаградуваната македонска во историјата представа вон Македонија. Тука би сакал да ги спомнам, која спомнам македонска приказна, овој театар доста му должи на еден чичко кој се вика Боњо Лунгов, тој е од Бугарија, тој е режисер и тој ги направи можеби култните представи на овој театар со кој овој театар на вистина го прошета светот и освои доста награди. Како што ја спомнав македонска приказна, потоа тука е Бескрајни соништа, ова е доста интересна представа која што ја работевме за 20 години од театарот кога беше таа представа. Во неја има комбинација на сите врсти на куклено мајсторство, речам. Значи има разни кукли на сенки, доста разни интересни работи, топло ја препорачувам. Исто и Звезден коктел. Тој човек некако со него тргна кукларството, да речам, сакам да речам куклените представи во овој театар и човек кој е доста заслужен за промовирање на театарот и вон Македонија. Прекрасно. By the way, мој добар пријател, не само мој, него на повеќето во театарот. Ви благодарам за овој прекрасен разговор и овој интервју кој имавме можност да го направиме со вас. Да направиме кратка пауза, да одмориме малку, а потоа се враќаме повторно во разговор овдека со вработените во театарот за деца и младици. Пауза. А сега, почитувани гледачи, овдека во бекстејџот имам специјална чест да поразговарам со Кети Илиевска Силјановска. Кети, добро ни дојде во Супер Звезда, како си? Добро е најдов, добро, одлично. Те начекавме вака во еден работен ден, во работна атмосфера и еве сега овде во бекстејџот, што ќе имаат можност и гледачите да го видат некој од нив за прв пат. Би сакал да си поразговараме малку за тебе, за твојата професија, за театарот, ајде од каде да почнеме, еве, како се станува актер? Актер најнапред се станува со огромна желба, треба да имаш од мали години, да речеме. И конкретно јас уште во основно училиште посакав да бидам актер, се занимавав аматерски малку со театар, во тогашен 25 мај дом на млади. Љубам да го викам така, тогаш така се викаше. Но сега, добро, нормално МКЦ, таму имаше некои театарски трупи аматерски, да речам, и тоа баш, можеме да ги споменам мене, во тоа време учители ми беа сега веќе познатите режисери Дарко Митревски и Ацо Поповски, Александар Поповски. Така што во тоа театарско студио Црв ги започнав моите први чекори на сцена и знаев, значи уште од основно училиште, знаев кај ќе се запишам во средно, бидејќи и знаев што сакам да студирам понатаму. Така што мислам дека актер се станува со голема желба и нормално малку талент, барем малку талент да имаш, за да можеш да го развиваш, да го надоградуваш. Многу работа. Живаш ли ти во она што го работиш? Секако. Не би ја менувала професијата за ништо на светот. Освен тоа што сакам, освен глумата сакам и пеење. А тоа оди едно со друго, така што ја за ништо друго не би менувала. Супер. Како поминува еден твој работен ден овдека во театарот за деца и младенци? Па како и на многу мината актери или кај нас во театарот, па и во другите театри. Кога подготвуваме нова представа, процесот обично започнува наутро во 10, можеби не е многу рано, но за актери е сосема доволно рано да се разбудат, да се освестат, затоа што ние почнуваме со говорење, со зборување. И од 10, зависно од тоа кој режисер колку работи, и ни трае пробата. Пробата трае некогаш до 1, некогаш до 2, некогаш правиме само една пауза за ручек, па продолжува до вечер. Некои режисери така работат, кои што сакаат побрзо да го завршат процесот. После тоа да речеме, нели, завис прво пробите се на маса, читачки проби, и тоа е се зависно од режисерот и од потребата, колку треба да се среди текстот. Кога ќе пројде тој процес, фаза читање на маса, се преминува на сцена и полека постапно почнува да се режира, да се гради представата. Режисер, глумец, соработка нормално треба да има и меѓу колегите глумци се разбира. И така, еден убав процес, потоа се завршува со музички дел, се пеат песни и се комплетира представата. Да не должам сега за тоа, како се работи цела представа. Мојот ден потоа продолжува, одам дома, да речем, ако немам некоја попатна работа или некоја нешто што е хонорарно, нека тезга, да речеме, да завршиме во меѓувреме, затоа што на сите не требаат дополнителни средства, финансиски, нели?
Одам дома, детето има малечко детенце, го земам од градинка, да речеме, потоа дома, домашни обврски и така натаму. И во некои одредени денови од неделата, не сите, имаме представи вечерни во театаров од 7, од 19 часот. Не во сите, ама во многу представи играм, така што секако, значи, после тоа доаѓам на работа, кога имам представа, за да ја одиграм тековната представа на репертоарот, што е. И ти сакам да те прашам во кои представи има можност публиката да те види? Мене во еве најнова ќе одам наназад сега, најновата представа која играме Петар Пан. Во моментов подготвуваме Пепелашка, се уште не е спремна. Потоа Алиса во земјата на чудата, Убавицата и зверот, македонска приказна. Лакомата меца за најмладите, Малата сирена, Црвенка, па и многу други. Ете така. Има многу представи. Одите ли па некогаш патувате ли во страст? Одевме многу често во градовите во Суботица, Крагуевац, Котор во Црна Гора, во Бугарија во многу градови сме прошетале, да, Италија, Турција, Прага, бевме на многу места. Сега нешто помалку се патува, можеби таква е состојбата во светот, не знам. Затише пред бура може? Можеби сега во подалеку ќе одиме, и тоа не се знае. Значи, во принцип се оди на театарски фестивали, тоа е нешто многу убаво, се разменуваат искуства, театарски, секакви животни, мислам, награди се добиваат, сме добиле многу бројни награди со македонска приказна представата конкретно, Гран Прија на секаде, на многу места во светот. Добро да се не баш во светот, ама во Европа. Благодарам. Сакам да ве прашам, која представа вам посебно ви е драга? Па ете, во принцип секогаш е неблагодарно да се одбере една представа, но мене конкретно ми е најдрага таа македонска приказна, бидејќи ми е не представува и како народ, го представува и македонски, бидејќи целата изработена на врз база на македонска музика народна, со кукли е импровизирани, од предмети разноразни дрвени кои што се користеле во домакинствата порано, се прават разни форми и на некој начин се создава таа приказка, без текст, без зборови, само песна и кукли. Драга ми е затоа што и многу може однесе децата да научат и на краиштата затоа што сме добиле, ја ценеле и ја препознале како добра и на сите фестивали како што реков кај што сме одели, многу награди има добиено. Гран При. Многу дечиња не гледаат сега, па кај нив ќе се роди желба некој од нив во иднина станат актери. Хајде да им кажеме, убаво ли е да се биде актер? Убаво е да се биде актер, некогаш е напорно, бара многу жртви за тоа што, како што реков, одиме двократно на работа, не секогаш, нормално, не секој ден, некогаш не си ангажиран воопшто со денови, можеби да не си ангажиран, ама некои денови, некои месеци во годината си буквално по цел ден на работа. И убаво е додека си млад, е супер, сигурно и кога ќе бидеш во повозрастни години, исто така супер, но кога имаш семејство со мало дете, малку повеќе бара ангажман на така навака. Сепак си носи голема убавина. Најубава. Не е фиксно работно време, зборувам од 8 до 4, од 9 до 4 до така. Па да знаеш, од тогаш до тогаш си и ти завршува работното време. Току понекогаш по цели денови. Што има и убавина и во тоа. Секако. Ке ти благодарам за времето и вниманието кое го одвои за да направиме едно вакво убаво интервју и да може да ги информираме дечињата за она што работите вие, нешто повеќе да научат за вашата професија, така да ви се заблагодарам уште еднаш и ќе се видиме на некој од вашите представи. Се најубаво. Благодарам и на вас. Фала и на вас. Фала. Додека дечињата малку одмараат, еве јас овдека го сретнав господинот Ѓуро Дракуловски. Ѓуро, добре ни дојдовте во Супер Звезда, како сте? Супер, одлично. Вие работите овде како инспициент, така? Да, јас сум инспициент, кој што во буквален македонски превод, бидејќи тоа е театарски термин и на многу не им е познато, ме прашуваат што е тоа инспициент. Тоа би значило организатор на сцена. Така интересна работа. Тешко ли е ова што вие го работите? Па, во нашиот театар работат професионалци, така да колегите ми се одлични и во опуштена атмосфера ја работиме. Инспициентите работат секој ден, на секоја представа? На секоја представа, секој ден од првата читачка проба, значи кога режисерот ги доделува улогите, па се до последната изведба. На него режисерот му го остава представата, инспициентот да води откако ќе заврши. Вие сте му сега некако десна рака на режисерот, така ли? Да, десна рака на режисерот. Исто така,
мојата работа е и да ги закажувам пробите, додека трае во координација нормално со режисерот, да се грижам за актерите, секој да биде на свое место во свое време, исто координација со техничката екипа горе што е светло, тон, декоратерите, сценската техника и така. А некако како диригент што има оркестарот, значи овде театарот има инспициент, така ли? Нешто така му доаѓа, да. Вие внимавате на се. На се, да, моја работа е на се да внимавам, значи представата да помине во најдобар тек како што ми остел режисерот. Сега одма вака инспициент го замислувам како хоботница со 8 раце, некој што се треба у едно време да заврши. За моја работа треба многу голема концентрација додека трае представата, бидејќи инспициентот внимава на се. Ѓуро, убава ли е вашава работа? Па убава е, да. Колку време работите вие во театарот за деца и младинци? Јас работам 14 години во театарот за деца и младинци, од кои 6 како инспициент. Предходно учев од мојот постар колега, инспициент Темчо легендарен, кој што е покоен. Да, исто така во многу ми помогна и колегите да се снајдам во работата и задоволен сум. Сега се тече како подмачкано? Па да, се тече. Одлично. Имаме одлична соработка, бидејќи работат стварно врвни професионалци во мојот театар и презадоволен сум од соработката со колегите. На кои се представи, Ѓуро, имате вие работено? Па имам работено на многу представи, од младински, како што се нашиот клас за спаниот разум раѓа чудовишта, од професорот Владимир Милчин, па исто со професорот Боња Лунгов имам доста работено, најнова ни е Петар Пан представа, Девојчето со кибритчиња, Бајка за царот Нај од Коле Ангеловски и уште многу други. Имам работено на преку 30 представи. Сакам да ве прашам, има ли некоја вака што посебно ви лежи вас на срце? Па не знам, не би можел да извам, бидејќи сите представи ми се драги, затоа што јас ви кажав, почнувам од самата прва читачка проба, уште кога ги доделува режисерот улогите, така да не би можел да извам, сите ми се многу драги представи, бидејќи во нив има многу труд вложено. Не би можел да издвојам некоја посебно драга, сите ми се драги подеднакво. Има ли некоја интересна случка вака што се случила, на пример, во текот на некоја представа, нешто вака интересно што ви оставило впечаток? Па има доста интересни работи, мислам, жива материја е театарот, така да не може никогаш да предвиди човек. Има многу случаи. А со публиката вака, пошто ова е театар за деца и млади, многу дечиња доаѓаат, има ли? Па добро, со публиката, нормално е, бидејќи се деца, сега малце повеќе да галамат и па да реагираат глумците дека многу галамат, ама тоа е нормално, веќе работиме со деца, нели? Така. Не се тоа возрастна публика на која што можеш да им кажеш. Сепак се дечиња и ја преживуваат представата на некој начин. Така, и овде прв пат се студираат со овој вид на култура, па почнуваат и да учат. Да, овде ова им се првите чекори за понатамо во животот да знаат театар. Мислам дека е многу важна работа нашиот театар за општо културата на децава, што за понатамо, бидејќи овде се среќаваат они со таа театарска култура, како да кажам. Уживате ли во тоа што давате представи за деца? Уживам многу. Апсолутно. Апсолутно, да. Многу сум задоволен од работата и не би ја сменил за ништо. Да сте ми жив и здрав. Сакам да прашам, патувате ли во странство, одите ли некогаш таму? Патуваме, имаме многу до сега патувано и доста награди имаме освоено во странство. Еве сега најскоро што треба да одиме во Турција на интернационален фестивал во Измир, кој што ќе учествуваат 32 театри од целиот свет, значи има театри од Аргентина, од Австралија, од Америка и од Европа нормално. Нема каде не сме биле, мислам во Европа скоро секаде сме биле. Убава ли е вашата работа? Може би ќе се роди желба кај некој од дечињата кои што гледаат утре да стане ваш колега и да го работи тоа што вие го работите денес? Убава е мојата работа, некогаш е напорна, нормално имаме проби и по 10 сати се случувало да имаме проби, не имаме работно време како некои други што имаат работно време. Меѓутоа убава е, мене ме исполнува работата и си ја сакам и не би ја сменил. Ја ви посакувам уште многу успеси сега и година, да сте жив, здрав и ви благодарам за ова време што го одвоивте за ова прекрасно интервју. Ви благодарам и на вас. Фала ви уште еднашка, дами и господа, еве, како што најавив, разговаравме со господинот Ѓуро Дркуловски, кој работи како инспициент овдека во театарот за деца и младенци. Ви благодарам уште еднашка, а сега ние продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, да видиме кој е следен. Одиме понатаму. Дечки, како сте? Супер! Како ви се допаѓа тука? Многу убаво.
Многу ми е драго. Еве, разговаравме со луѓе од разни професии, продолжуваме да разговараме со овој батко или чичко кој работи како тонец. Здраво живо за Ангеле Насковски. Ангеле, како сте? Добро, фала. Што е вашата работа поточно? Па, мојата работа е да ги озвучувам глумците со микрофони, да пуштам во представите сонгови, ефекти, звучни. Значи има доста работа, имате одговорна работа, не сме да се утне сега ефектот, нели? Па не сме, мора да се прати цело време по текст, по... Така ги претходно вежбате, спремате? Да, обавезно. Исто онака како што глумците вежбаат? Исто, да, заедно вежбаме сите. Значи вие вежбате и кога сте веќе навежбани, представата се дава, тогаш и сте подготвени скроз? Да. Синхронизирани со светлото работите? Да, најчесто да. Така, значи доколку правите некој ефект, еве како гром, како што спомнавме со вашиот колега Оливер, значи заедно тој со светлото мора да мрдне малку. Да. А вие да го Јас. пуштите ефектот Така, да. во точниот момент и Се се договараме обично со мимики, така. правите децата весели, срекни. Да. Понекогаш се плаши по некој од нив? Се плашат од громови, да. Но внимавате, значи да не бидат многу страшни. Претеруваме, да. Сепак се деца. Така, ме интересира, каде работите, каде се наоѓа вашето работно место? Па во кабина, имаме над гледалиштето кабина. Таа е тонска и светло кабина, за една е. Тука си ја делите Си ја заедно. делиме со колегата, да, светло. И како што кажа вашиот колега Оливер, повремени дечиња доаѓаат да видат како се работи кај вас, нели? Сакаат пипкаат по миксетата? Обавезно, да, интересно им, им даваме така да пуштат тај сега, пуштите и така. Супер, со каква опрема работите све? Па имаме тонска миксета, звучници, појачала, CD плеер, обично Се што микрофони, све што треба за тон имаме. За да може сите чуда да ги направите. Да. Убава ли е вашата работа? Убаво е. Да. Убаво ли е да се работи овде во театарот за деца и млади? Убаво е, интересно, јас работам овдека 23 години во театаров. Ако не е убаво, не би останал, нели? И така. Јас ви благодарам за ова прекрасно дружење, ви посакувам се најубаво, па ќе се видиме на некој од наредните представи. Дај Боже, повелете пак да идете. Фала ви многу, ќе се видиме, поздрав, а сега правиме кратка пауза. Секаде постои човек кој пали и гаси овдека, тоа е господинот Оливер Ставрев, кој што работи на Светло театарот за деца и младинци. Оливер, добре ни дојде во Супер Звезда, како си? Добро ве најдов, супер. Јас сум светломајстор во театарот за деца и младинци веќе 23 години. Ја работам оваа работа со љубов и со задоволство. Им пренесувам визуелните ефекти на овие деца, им ги збогатувам да им бидат посилни, чувствата на зима, на радост, на среќа, да им биде убаво кога ќе дојдат овде во нашиот театар. Покрај сценографијата која ја гледаат, покрај костимите, глумците што ги носат, тука и светлото, кое го збогатува тоа цело чувство на магија, да. Значи не е само да се запали светлото, да се видиме или не. Светлото може да долови некој специјален амбиент. Да, светлото доловува, има ефекти кај што правиме тука дождови, громови, пустини кај што треба да искочат, има кај што треба да се предизвикаат чувства на радост, на среќа, каде децата може и да заплачат понекогаш. Ми се случувало, има представи кога пуштаме громови, громовите ги правиме со светло, музика, децата заплакуваат. Да, многу е силно чувството на громот како вистински да е. Така. Убава ли е вашата работа? Мојата работа е одлична, многу е креативна. Во секоја представа треба да се внесе нешто ново, да биде различна. Тоа е. И секоја представа, како што велите, е различна од претходната? Да, секоја представа е различна, пошто зависи од представата. Убавица и звер имаме и стрекни, и тажни моменти. Да речеме во Снежана и седумте џуџиња исто каде тамо треба да се представат, треба во Снежана и седумте џуџиња на пример имаат и мали кукли, кај што тие малечки кукли треба да бидат осветлени, не е исто да се осветли цел актер и малечко кукличе, да. Така значи имате разни видови на светлечки тела? Да. Имаме разни видови на светлечки тела кои користиме зависи од потребите на представата. Од каде ја работите вашата работа, Оливер? Имаме кабина во која што е сместена целата таа опрема за работа. Имаме димери, миксета за светло и од тука се командува целото осветление кое е на сцената. Значи вие сте блиско до сцената, гледате се што се случува таа. Да, јас сум најгоре. Најубаво вашето место на домек, мојата позиција, да. И уживате, значи како што кажавте во вашата работа? Многу. Јас сум задоволен и екстра. Во секоја представа влегувам со нов ентузијазам, со нова енергија, ново све. Така да се надевам сега дека
во иднина кога ќе доаѓаат посетителите и кога ќе можат да видат дел од ефектите, ќе се сетат на вас, ќе знаат Може да погледат горе и да им мафнат од горе. Да. Чишко кој што мафнува одгоре за оние кои што се многу љубопитни. Дошле ли некојаш дечиња кај вас во кабина да видат каде сте, како работите? Па дошле, да, ги интересира полно дечиња, ќе ми махнат одгоре, ќе ги викнам да им ја покажам миксетата, да им ја покажам таа опрема што е горе сместена во театарот кај што се работи светлото, да. Колку прекрасно, ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во ова наше денешно дружење и го посакувам се најубаво. Фала ви многу. Океј, фала. Продолжуваме понатаму. Почитувани гледачи, за жал се што убаво има крај. Тоа беше се за денеска. Се надевам дека убаво си поминавте со нас во оваа емисија, имавте можност да видите убави, интересни и корисни работи. Така да сакам да ги прашам овие прекрасни дечиња, како поминавте вие дечки денеска? Супер! Ви беше ли возбудливо? Да! Научивте ли работи кои нема можност да ги научиме на училиште? Да! Супер, се враќаме ли повторно во театарот за деца и младинци за неколку дена? Почитувани гледачи, ова е само првиот дел од нашето дружење. Се враќаме повторно во театарот за деца и младинци за неколку дена од сега, а во меѓувреме бидете живи, здрави, весели, сакате ги мама и тато и гледајте што? Супер Звезда! Чао, пријатно до гледање, чао од мене, чао од овие мои прекрасни другарчиња и се гледаме наскоро. Чао!